сега ние ќе продолжиме со следните содржини. Валентина Стефановиќ е собственик на Студио 23. Јас тука пред мене она што прво би сакала да го споделам со вас, не можам на таков начин, но би сакала навистина овој мирис кој го чувствуваме преубав во студиото и кој дава толку една позитивна енергија и толку не опушта, можете и вие да го имате во вашиот дом, сапуни и свеќи од природни масла. Еве ги, па дури јас морам да кажам дека прв пат гледам нешто вакво, со оглед на тоа дека сега ќе прашам и како е ова изработено, ќе ми дозволи Ирена, со оглед на тоа дека е ова како волничка. Сапун во волна, предпоставувам. Меѓутоа многу убаво мириса, преубаво, значи ние изработуваме сапуни и свеќи од природни масла. Валентина, добро утро и добре ни дојде. Иренче, добро утро и до тебе. Ние со оглед на тоа дека се видовме, ја веднаш преминувам кон нашата денешна гостинка. Преубаво ни е студиото и благодарам за ова опуштање, вака да кажам. Секогаш природните масла знаат да го сторат тоа кај нас, нели? Во самиот, само што ќе го почувствуваме мирисот, веднаш се чувствува она благодет. Така. И ова е се на природно, така? Ова е све 100% природно. За волната ќе ме интересира како ги изработувате. Јас прв пат гледам на вистина. Сигурно може би имало, но прв пат ова го гледам. Ирена, те препуштам на гостинката. Да, преубаво ни мириса студиото. Кога спомена Слободанче волната, еве јас сакам да покажам, ова е ликот на нашиот Тоше. Исто така сапунче изработено од природен сапун, нели? Ќе ни каже во текот на разговорот нашата Валентина како се овие производи, како се изработуваат. Јас сега еве и официјално да ја представам нашата гостинка Валентина Стефановиќ, собственик на Студио 23. Почитувани, следете го разговорот, бидејќи во текот на разговорот ќе вклучиме двајца гледачи и вие ќе имате можност да добиете подароци од нашата Валентина. Ќе ви подариме еден прекрасен сапун, ароми и овие се, Валентина, ќе ми помогнеш, ароматизери. Меѓутоа може и да се стават на елкичка, бидејќи веќе ни е периодот на украсување. И меѓутоа во текот на разговорот јас ќе повикам двајца гледачи да ни се вклучат во нашата програма и да си добијат по едно сапунче и едно ароматизерче од Валентина. И официјално, добро утро. Добро ни дојдовте во Добро утро секој утро. Мене ми е чест што сте ова утро заедно со нас, бидејќи навистина подолго време се договараме за овој разговор, некаде уште во летото. Преубава масичка, се надевам дека гледачите ќе може да ја видат, навистина преубава арома од мириси. Вие произведувате сапуни и произведувате свеќи и канделца од природни етерични масла. Како започна целата оваа ваша приказна? Започна скоро, пред 2-3 години, така, додека беше ковид пандемијата. И тука вашата уметност излезе на израз. Така. Тогаш започна, меѓутоа тлееше од многу одамна. Значи, морам да кажам дека креативноста ја имаш или ја немаш. И кога си креативен, имаш потреба да излезе тоа од тебе. Така да, например, пред да се занимавам со изработка на сапуни, во секој сегмент од животот кај мене мораше да биде се декорирано. Например, славите што ги правиме се тематски, тоа мора да биде се на свое место, мора да биде све изџинџано, да кажам. И еден обичен доручек, која беше малечка, нели, мораше да биде тоа во некоја издекорирано па да почне, да. И тоа си тлееше во мене. Меѓутоа, на едно патување, 2000-та бев во Австралија и ги видов сапуните, ама не нели оние обични сапуни што си ги користиме ние, него беше нешто воодушевувачки, нешто вакво и реков, ова јас морам да го правам, да. Меѓутоа, нели, млади години, животот те води, од тоа не се живее и така натака. Меѓутоа, во еден период, ќерката ми отиде во Лондон и отидов да ја посетам таму и повторно налетав на сапуните и реков, не, ова навистина морам да го правам. И неколку месеци баш пред ковидот беше одлуката да се направи, да почнав да истражувам,
пошто и професијата ми е хемичар, многу лесно некако тоа го Ви тргна од рака, да, така? ми тргна и тргна процесот. Меѓутоа почнавме нели со едни сапуни кои што треба да бидат, одевме кон еко, да бидат природни, така. да ја развиваме свеста на луѓето дека нели доволно е од детергенти. И почнавме да правиме вакви сапуни за повеќе намени. Значи за секаков тип на кожа. Меѓутоа коцката не ме работуваше и почнав да си ги правам По дизајн, така? Да си ги дизајнирам. И одевме, тргнавме од детските сапуни прво, значи децата да ги едуцираме да почнат редовно да си ги мијат рачињата. Тогаш ни се погоди ковидот, беше нели потенцирано Да се мијат дека рацете треба да се често, мијат така е. раце, како да се мијат рацете. И правевме такви детски И бидејќи сапунчиња. претпоставувам честото миење на раце, може да ја Исуши уништува, ја кожата. суши кожата. Так, И вие заради тоа преминавте на природни сапуни, Ние кои што од имаат природни состојки, Да, така? ние од почетокот почнавме, значи сакавме да биде тоа 100% природно, еколошки, значи со органски масла, со природни масла и почнавме да се промовираме, значи сакавме да ги едуцираме луѓето дека природните производи даваат големи бенефити. И имаше голема заинтересираност, мада тогаш бевме во почетокот, значи се уште немаше кај нас развиено таква свест, меѓутоа сега гледам дека се почесто млади почнуваат да прават органска козметика, почнуваат да прават убави сапунчиња и најискрено голема поддршка на тие млади девојки што се охрабрија да направат такво нешто, затоа што не е лесно. Тоа сакав да ве прашам, колку време ви е потребно да изработите еден сапун или конкретно еве и едно кандилце или една свеќа, бидејќи овдека на масичката имаме и свеќи, и сапунчиња, имаме и кандилце. Како тече процесот на производство? Процесот за еден креативец нема време. Значи, времето лета, се губиш во времето, уште во почетокот на креирањето. Треба подолго време да се осмисли и кога веќе ќе го смислиш, техничкиот процес е, да не кажам, веќе завршница. Меѓутоа, треба за изработката на сапуните треба јака концентрација. Се работи по калкулатор, значи не можеш ти да се ставиш, ова е природно, етерично и да ставиш. Си има мерка, значи си има да, колку од ова, колку од тоа, така. По калкулатор се работи прецизно, внимателно и додека за свеките морам да кажам некако тоа е како по дефолт, тие што прават сапуни и козметика прават и свекички. Овие свеки се направени од 100% восок од соја. Значи восокот од соја во Европа и во светот е сега премногу потенциран затоа што на големо се зборува колку свеките кои што ние сите ги сакаме да ни бидат, да ги запалиме дома и да ни мирисат, претежно до сега беа направени од парафин, од парафински восок, меѓутоа сега се докажува колку многу парафинот не само што делува на плуќата, него делува и на мозокот, да, на нервите буквално. Тоа се исклучува на големо во Европа и се преоѓа на користење на соин восок. Сега за да биде поинтересно и побрзо да се ароматизира нели просторијата, ги измислија овие, да кажам, чоколадца, и не море да биде чоколадца, може да биде во разна форма, и се ставаат во горилниче. Кандилце, како што го викаме, така? Сега кандилце на фестивалот за чај, што беше сега во Сити Мол, организаторката Јасмина, она си го нарече кандилце и тоа така тргна, затоа што нели ќерка и одела по соби и ги ароматизирала сите со кандилцето. Да. Па можете да покажете, да видите гледачите како тоа изгледа. Да, во едно горилниче, еве го, позади се става свекичка
јас гледам и овие свекички, например, што се ставаат во горилничето, да бидат исто направени, ги правам исто од соин восок, за да биде комплетно 100% чисто. И се става во горилничето, тоа полека се топи, дава арома во просторот, доволно е 10 минути, се ароматизира целиот простор. И преубаво мириса, ние можеме да почувствуваме, сите овде во студиото. Навистина преубава арома, претпоставам дека е тоа од кандилцата, да, тоа така? Е од кандилцата. Валентина, да се ги вклучиме и нашите гледачи во програма. Јас, како што кажав, на двајца наши гледачи ќе подариме, еве имаме тука прекрасен преубав асортиман од нашата Валентина и од студио 23. Ќе ви подариме, еве, доколку имаме веќе гледач на линија, ќе ја замолам јас режијата да ги отвориме телефонските линии. Првиот гледач кој што ќе ни се јави, ќе добие ова е сапунче и ова е едно лампионче за наелка, ароматизер, или може во кола исто така да се може, нели да се чува во кола, инаку ова е гномче, така, гномче. Да. Така. Ако имаме гледач на линија. Ало, добро утро. Добро ви утро. Поздрав до емисијата, поздрав до вас и до гостинката. Се јавува Сузана од Скопје. Ви благодарам, Сузана, што не следите ова утро. Ви благодарам што сте заедно со нас. Еве ова прекрасно сапунче, природно, и ова ароматизерче ќе одат во вашите раце. Јас ќе ве повикам во наредните 2 недели да дојдете во телевизија Алфа и да си го подигнете овој ваш подарок. Ви благодарам што не следите. Останете ни во убаво расположение и секако бидете со програмата на Алфа телевизија. Ако имаме уште еден гледач, веднаш ќе посакам добро утро и веднаш само ќе кажеме дека следниот гледач ќе го добие. Ова ќе ми помогне Валентина. Што Тоа се ароматизери за просторија. Во овој случај сега ги направивме во знакот на Нова година, иначе имаме различни ароматизери. И натре има елкичка и снешко, така, и воедно доделуваме и уште едно гномче. И тоа е исто ароматизерче, да. Добро утро. Ало, добро утро. Добро ви утро. Алфа телевизија. Алфа телевизија и веќе сте во програма во Добро утро секое утро. Вие сте нашиот втор добитник еве на ова ароматизерче, ова е сапунче. Исто така и ова е сапунче, морам да напоменам дека сте свекички. Свекички. Двете? Двете. Двете, се извинуваме, јас не знам, мене на сапунче ми изличи, ама многу убаво мириса, верувајте. А каде се може да го подигнам? Ке дојдете во телевизија Алфа во наредните 2 недели, тука ќе ве очекува вашиот подарок. Или ако не можете вие, може било кој во ваше име да дојде и да си го подигне подарокот. Ви благодарам што не следите, ви посакувам и вас убав ден и секако останете со програмата на Алфа телевизија. Ние, Валентина, си продолжуваме понатаму со разговорот. Она што беше интересно и што Слободанка наша праша, тоа е овој сапун, така, еве јас ќе го покажам, ова е нашиот тоше, ама е со волна, 100% мерино волна. Така. Да. Сега, значи, кога зборевме нели за обичните сапуни, ги направивме ние од природни масла, ги направивме наменски за сува кожа, за мрсна кожа, за проблематична кожа за младите, нели имаме од сите тие врсти. Можам да кажам, еве пред тоа, дека сапунот со јаглен ние хит за девојчињата со и момчиња со малку проблематична, да, со чајно дрво и лаванда. Имаме преголеми резултати и тоа ни е кралица во производството. Сега за овие да ви кажам, значи откако го направивме сапунот, нели наменски, природен, рековме како тоа ни е коцка, ајде да пробаме да го облечеме и нели се добивате идеја. Ја го облековме во волна, истражив се како тоа треба да биде. Набавивме и тоа го набавуваме од странство, морам да кажам дека репроматеријалот ни е малце проблематичен така за набавка. Да. Фала Богу сега исто да кажам, почнува нешто доаѓа, како расте свеста, така се носат и производи, да кажеме. Меѓутоа пак е тоа многу тешко. Например, сме ограничени на 1 до 2 етерични масла. Меѓутоа ете се снаоѓате. И се снаоѓаме, да. И сега сакам да прашам, како се употребува овој облечен сапун, да кажем? Сега го облекуваме во волна и после тоа и волната е нели едноставна, па после си ја декорираме волната зависно како ќе
добиете креација. Да. Да. Во случајов овие што се со пчелките, ми се нарачка од Honey House. Еден господин има таква продавничка и наменски се например. Сега сакам да прашам како се употребуваат? Сега, волната... Бидејќи е сепак, како може да се мијат раците? Се вади сапунот или не, така се... Волната е најпознат и здрав ексфолијатор на кожата, нели? Место да користиме синтетички тие како да ги наречам сунгерчиња, така, тогаш се користи волната. Значи волната се како што е. Си се мие, се употребува најбрзо што може, волната од било кој друг материјал се суши. После тоа повторно се, нели, целото тело се прави ексфолијација и се користи додека сапунот внатре не се истроши. После тоа може да се исуши волната и многу од девојките, например, си ги носат како привезок, како брошче, или па може само да се засече малце едно делче, па се става ново сапунче и постојано си го користиш. Значи, волната е непотрошлива, да речеме. Така е. На вистина преубави идеи. Како, од каде ја црпите инспирацијата? Како ви доаѓа овие на вистина преубави дизајни? Ова, тамо ако може камерата да фати, имаме и мотор, така? Да, тоа е исто така, имаме моторче. Тоа е исто така сапун? Исто е, комплетно е сапун, само што е дизајниран затоа што го побарал некој моторџија. Да. И сака да има во неговото купатило мотор. Имаме исто така и други наменски. Овие се, например, да кажеме, сега ќе го отворам. Ова е за една презентација. Може јас тука да покажам. Исто ги по нарачка. Шише вино, значи тоа е направено од чисто вино мерлот. Така. И овдека имаме тука е нашата носија. Да, во носија. Ако може убаво да се види така македонска традиционална носија, момче и девојка. Вака ова ќе го свртиме. Преубаво. Ирина, јас морам да се вклучам. Секако, Слободанка, повели. повели. Кога станува збор за вакви нешта, она што го кажав и на почетокот, навистина ова е еден благодет, нели? Да. Затоа што етеричните масла се многу добредојдени прво за нашето здравје, меѓутоа еве пред некој ден исто така читав дека сега се повеќе жените ги користат етеричните масла за убавина. Зборувам за нега на кожата, а ние ги имаме на дофат на рака еве и кај вас во форма на сапун. Би сакала да знам, еве вие кажавте дека сте исто така и хемичар, ја споивте природата со на ваков начин, познавајќи ги хемиските својства и произведуваме прекрасни сапуни. Еве плюс 40 со оглед на тоа дека натаму сме сите. Што е она што ние би можеле да користиме за нашата кожа? Кој сапун ќе ни го препорачате? Ирена, мора да знаат гледачите. Сигурно сум се прашуваат како може да дојдат до овие прекрасни производи. Така. За зрела кожа, значи имаме мислам дека сега е овој. Еден од тие, секогаш се во некаков дизајн нашите сапуни, независно за која кожа, меѓутоа имаме од сите врсти и за сува, и за зрела, и за за проблематична кожа. Сега не донесов ја денеска, рековме нели повеќе на сапуните ќе се. Меѓутоа затоа и прашувам плюс дополнително. Да, ама произведуваме исто и балзами за устни, исто имаме скрабови за тело со комплетно природни масла и природни етерични масла, путер за тело што е исто така има многу добар благодет, мада после миењето со сапунот веќе и не треба нешто посебна нега, затоа што сапунот не само што ја чисти кожата, него и ја хидрира, затоа што комплетно се внатре природни маслата. Иначе за зрелата кожа препорачуваме повеќе, нели, освен што ги има едни основните природни масла, се додава и малце со масло од авокадо, па после имаме и уште некои други така состојки што се за зрела нега на кожата и каде може да ги набавиме производите? За сега имаме работилница во Олимпико,
во трговскиот центар, меѓутоа немаме се уште направено продавница, никако ковидот не пресече и све као сега и не сме спремни. Јас како нешто све ми е малце, ајде уште ова да го направиме па после. А сега за сега на социјалните мрежи, на Facebook, на Instagram. Како да ве најдеме? Студио 23. А на Instagram сме Soap Studio 23. Така. Да. Имаме уште многу прашања, Слободанка, наистина. ама јас и ти ќе си прашаме додека оди прилогот на колешката која што ќе го најавиш понатаму. Валентина, благодарам за учеството. Имаме многу прашања, навистина интересна тема, меѓутоа времето денеска толку ни дозволува. Ова нека биде уште еднашка повод за наша понатамошна средба. Благодарам што ова утро бевте наша гостинка. Имаме ароматизирано утро во студио, што е многу важно. Ви благодарам исто и јас. Благодарам.